Една недела пред да почне забавата на социјалните мрежи за преписката помеѓу јавната обвинителка Вилма Русковска и апелационите суди за пуштањето од притвор на поранешната шефица на СЈО Катица Јанева, министерката за правда на пресконференција повика на ветинг во правосудството. Но неколку месеци претходно во една герила акција на повеќе институции беа поставени метли и пред судовите и пред обвинителствата, а една метла доби и скулптурата на јустиција поставена во влезот на Министерството за правда. Дали јустиција треба мечот и терезијата да ги замени првин со метла за да дели правда, односно да направи прочистување во правосудството, е прашувам министерката за правда Рената Десковска. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Министерке, деновиве по вашата пресконференција, како што реков, стана активно да се говори во јавниот дискурс за процесот на ветинг. На почетокот на мандатот беше ветуван генерален реизбор во правосудството, тоа некако како идеја пропадна. Мислам дека и меѓународната јавност беше генерално против. Зошто сега треба јавноста да верува дека овој процес кој што веќе го најавувате треба да биде спроведен и треба да започне? Значи, процесот на ветинг беше процес кој што го имавме во вид подолго време, имајќи во предвид дека практично она што ние како извршна власт и потоа законодавна власт може да го завршиме е процесот на носење на закони и дадовме простор тие закони да профункционираат во пракса. Значи, законот за судови, законот за судски совет се донесоа и стапија на сила во мај месец оваа година. Видовме ние одредени резултати, сега да бидеме искрени, во страна на судскиот совет да профункционира законот. Значи, тие почнаа веќе постапки за оценка на работа на судови, разрешување на председатели на судови, суспензии, значи има одредени резултати. Но исто така гледаме во последно време ситуации во кои што се случуваат нелогични работи кои што не можеме да си ги објасниме од правен аспект. Јас не сакам да коментирам судски одлуки, обвинителски одлуки, но јавноста на големо веќе почна да зборува за определени предмети и да го поставува прашањето што е причината зошто на тој начин се однесуваат суди или обвинители. И ако тие прашања не си ги постават Советот на обвинители и Судскиот совет, тогаш ние немаме друга опција, освен да искористиме можности кои што, а единствена можност што ја имаме, значи ако генерален реизбор не оди заради тоа што тоа е прашање што би се правило пред Судски совет и прашање што би требало да се оди со нов практично концепт на избор на судиите, тогаш сметавме дека е добро да се направи еден процес во кој што ќе се испита имотната состојба на судиите, но и ќе се испитаат евентуалните влијанија во односење на нивните судски одлуки и истото и за јавните обвинители. Значи, не може да нема оправдување за определено однесување. Имаше многу луѓе си коментира во времето кога се случуваа одредени одлуки од страна на специјалното јавно обвинителство во случајот Империја и сега видовме дека имало позадина, значи не било тоа однесување случајно или не било законито тоа однесување и затоа се почна процес против специјалната јавна обвинителка. Сега, за да можеме да си објасниме зошто одредени случаи се водат на начин како што се водат, треба да видиме дали има некакво влијание за тие случаи. Дали влијаат политичари сегашни, бивши, дали влијаат адвокатски фели, дали влијае криминално подземје, лоби групи, апсолутно. Значи, тоа е процесот на прочистување во судството. Кога се разговарало, јас не бев тогаш во Министерството за правда, но претходен министер имаше, ако се сеќавате, веројатно комисија за изработка на стратегија во која што членува голем број професори, други еминентни членови, кои што меѓу себе има различни видувања како треба да изгледа стратегијата за реформи во правосудството. Јас ја наследив таа стратегија спремна, готова и се трудиме да одиме по таа стратегија максимално колку што е можно изработена, значи од нив во содейство со Европската комисија. И сега кога гледате дека сте дошли до една точка кога одењето по таа стратегија ги дава резултатите, но и јавноста е нестрплива и очекувањата за правда се многу поголеми,
а имплементацијата не оди така како што би требало да оди, тогаш морате да размислувате за алтернативни начини. И ветингот е еден од тие начини. Не чувствувате потреба, например, да отидете во судскиот совет, бидејќи можете да присуствувате, меѓутоа вие свесно одбирате да не присуствувате, бидејќи нели да се спречи тоа, да речеме, влијание, и да им објасните на членовите на судскиот совет, чисто како министер за правда, дека треба да направат напор, навистина да бидат поактивни монитори на судските процеси. Значи, јас ја почитувам препораката на Греко. И Греко, кога направиле скенирање на ситуацијата во нашата држава, имаат, и тоа е во времето на Михајло Маневски правено, утврдиле дека има преголемо влијание министерот за правда во судскиот совет и дале препорака да се направат уставни измени за министерот за правда да не биде член на судски совет. Со оглед на тоа што постапката за измена на устав е долга постапка, е комплицирана постапка и секогаш отварање на устав е отварање на Пандорина кутија, не знаете што се ќе ви излезе. Свативме дека е невозможно со уставни измени да го извадиме министерот за правда од судскиот совет, барем не во еден формално. И министрите за правда пред мене и Билен и пред него Валдет, значи не присуствуваат ниту јас на седници на судскиот совет, почитувајќи ја препораката на Греко, не сакајќи да дадеме повод за да ни се води како ситуација во која што се врши било какво влијание. Ние отидовме дури еден чекор понатаму, во Законот за судски совет ставивме забрана министерот, ако некој може нема да сака да почитува препорака, ма ќе мора да почитува закон, и затоа ставивме забрана да не може да гласа. И сега нова забрана ставивме да не може да биде присутен никога се расправа, ниту одлучува за разрешување на судија, за одговорност на судија или за избор на судија. Значи, онаа сфера што може да се третира како влијание на министерството, ја стеснивме максимум. Сега, не мислам дека е неопходно јас да отидам таму, бидејќи тоа може различно да биде протолкувано, особено не сакам да давам повод да тоа биде нотирано во извештаите на Греко како било каков притисок, но мислам дека судскиот совет треба да си го почитува законот, треба да си го почитува уставот во крајна линија и да го слушне гласот на граѓаните. Значи, расположението на граѓаните е дека судството е онаа институција која што е со најмала доверба. А тоа треба да им биде показател дека нешто се случува што не е во согласност со законите. Граѓаните, ако некој работи согласно со закон, нема зашто да не му даваат доверба или ако веруваат во тоа што се прави. Треба да испитаат од каде произлегува таа недоверба. Граѓаните праќаат представки за различни судии, судски процеси до Министерството за правда. Јас не смеам да земам да испитувам, ниту да викнам било кој судија да го прашам зашто е вака или така. Тоа не е во опсегот. Апсолутно, дури тоа би било скандал ако го направам тоа. Значи, ние ги препраќаме тие представки до судскиот совет и очекуваме да бидат испитани и да им се одговори на граѓаните. А граѓаните ги информираме дека тоа е во надлежност на судски совет и дека представката е препратена. Имате ли разидување со премиерот околу ветингот? Првичната негова изјава беше ако почнуваме со ветинг, односно да речеме со преиспитување или некаква проверка во правосудството, ќе останеме без суди, без јавни обвинители. Вие некако похрабро излеговте во јавност, барем во делот на она што значи јавна перцепција. Имате ли разидување во однос на тоа прашање? Па не, мислам дека премиерот го поддржуваше ставот на Европската унија кој што сметаше дека не треба да има ветинг во нашата држава. Со оглед на тоа што многу ситуации видовме каде што се јави потреба од преиспитување на определени действија и кои се мотивите за тие действија. И кај премиерот и во владата генерално постои еден тип на согласност дека ветингот е потребен. Прашање е само како тој би се извел, со тоа што јавноста мора да биде свесна и да знае дека без двотретинско мнозинство ние не можеме да го спроведеме тој процес, бидејќи ветингот треба да биде законски регулиран, а тој закон, секој закон што се носи во врска со судството, се носи со 2/3. Исто така, разговорите со Европска унија траат, ние се уште немаме зелено светло од Европска унија за спроведување, но има многу аргументи кои што се презентираат и кои што ќе бидат разгледани од нивна страна.
Сега и кога беше последно еврокомисарката Јурова и со нејзе разговаравме за ова прашање, така што мислам дека пораките ќе бидат проследени и соодветно ќе чекаме одговор. Битно е ветингот да биде направен во кредибилен процес. Тоа значи дека да нема никакво сомневање дека стои задна намера за тоа, некоја друга агенда. Значи мора да биде процес во кој што ќе веруваат судиите, граѓаните, политичарите, значи буквално сите дека се води како што треба. Мојот став кој би го спровел во тука, Тоа сакав да личен, потпишам. и тоа сакав да го кажам, мојот личен став е дека тука треба да учествуваат и представници на европски институции, значи да имаме на некој начин не само мониторинг, туку и активно учество во таа комисија за ветинг од лица кои што ќе представуваат европски институции. Значи покрај антикорупционери кои што ја разбираат проблематиката, покрај луѓе кои што разбираат функционирањето на судството и лица кои што се представници на странски институции за да бидат гарантори на тој процес. Министре, ќе во изминатите 2,5 години знаеме за 8 лица кои што и избегале на правдата. Меѓу нив е и поранешниот премиер Никола Груевски, ма секако некои за кои што и не знае јавноста, не се да речеме јавни личности и така натаму. Колку како граѓанин ве прашувам, ви пречи тоа што бегаат лица кои што се осомничени или обвинети, да речеме, од лицето на правдата. Ова во насока на тоа дека довербата во правосудството меѓу другото се мери и по тоа. Практично и тоа е еден од мотивите за предлагањето на процесот на ветинг, бидејќи тоа бегство не се случува заради тоа што судовите постапиле крајно професионално. Значи, лица кои што се избегани, а веќе биле затворени во затвор, тие излегуваат врз основа на судска одлука. Како судот проценил и дал на некој можност да излезе од затвор, а потоа тој да го нема, тоа лице. Некои исто така од процесот на носење на правосудна судска пресуда до упатување на издржување се избегани. Како може да доцни процесот на достава, ве молам. Мислам, тоа се прашања што се многу симптоматични. Сега да бидеме искрени, не е тоа случајно. Тие сомневања се главните сомневања кои што ни го отвараат прашањето дека навистина треба да видиме кој стои зад одредени действија на судиите, дали има честно, законито работење или пак се под нечие влијание. Не сакам да зборувам само за материјално влијание, туку некогаш се и влијание од разни лоби групи, политичари, сегашни, бивши, така што тоа се... Во таа насока обвинителката Русковска се сомнева во одлуката за пуштање на поранешната шефица на СЈО во куќен притвор. Се сомневате ли дека можеби тука нешто има некаква позадина, дека стои нешто за таа одлука да биде определен, да речеме, куќен притвор наместо притвор без гаранција? Ја не би сакала да коментирам судски одлуки што се, ниту обвинителски постапувања. Мислам дека доколку има било какво сомневање во обвинителството дека судската одлука е донесена врз основа на криминални активности, во рацете на обвинителството е да покрене соодветни постапки. И тие постапки треба да е обврска на обвинителството да ги покрене, зашто тој не само надлежно, не само има право да покренува, има и должност да покренува ако има сомневање. Така што не сме да остане ситуација само на закани, ако има основ, но секако исто така треба да се води сметка и за европските стандарди за одлучување дали некој лице ќе биде во притвор или не, така што треба ни за една објективна постапка тоа да се утврди. Не е убаво да има препукување меѓу суд и обвинителство за такви прашања, но убаво е да се отвори стручна дебата. И јас сакав и да поттикнам и со мојата пресконференција и стручна дебата меѓу судиите и обвинителите за прашања што се битни, а се гледа дека практично задираат во професионалноста на нивното работење. Значи не може ние да дебатираме само дали ќе има додатоци на плата или ќе има коефициент или колкава ќе биде платата. Битно е да видиме зошто се носат одредени одлуки на тој начин, зошто се постапува на друг начин и слично. Така што тоа е легитимна дебата на еден убав стручен јазик на кој што тие би можеле да дебатираат за тие прашања.
Во смисла на одговорноста, постојано сме сведоци или гледаме некакви изјави, еве обвинителката вели разочарани сме од судот вели разочарани сме од обвинителката, министерот за внатрешни вели разочаран сум од судот и така натаму, некако се креира некаква атмосфера на разочарување, да речеме, во јавноста. Треба ли некој да понесе одговорност во смисла, очекувате ли, еве, да речеме, како министер и како граѓанин да поднесе оставка, да понесе одговорност зошто му промакнало, условно речено, некоја таква? Значи, јас очекувам да имаат поефикасна истрага обвинителите, а потоа судиите да имаат ефикасни судски постапки, бидејќи двете се нивна одговорност. Ме интересира дека ако има сомневања во обвинителство дека некој направил кривично дело во судовите, и ако шепоти чаршијата за некакви си бизнис врски меѓу судии со адвокати и за судски процеси, значи тоа не е прашање што ние од министерство можеме да го испитуваме или да се мешаме, но обвинителство треба да се спроведе истрага дали постојат веродостојни докази за такви муабети кои што ги кажува чаршијата, значи дали е тоа чаршиски муабет или има нешто во позадина. А во фелата, имајќи во предвид дека ние сме мала држава, по која што секој со секого се знае, многу лесно може да се утврдат тие работи. Јас затоа очекувам одговорност во смисла на постапување од обвинителството. А потоа, кога тие ќе постапат со покренување на постапки, одговорно работење на судиите и ефикасно да ги спроведат. Значи, некогаш се гледа дека некои судски постапки се влечкаат во некаков неформален договор меѓу судија и адвокат. Адвокатите имаат легитимно право да ги искористат сите средства за одолговлекување на постапката, ама судијата не сме да му дозволи, затоа што злоупотреба на право не е право. Вие можете да го користите правото, ама не и да го злоупотребувате, а тоа е одговорност на судијата да пресече. Во таа смисла на ова што го говорите, застареа, да речеме, обвиненијата за двајца поранешни примери, Никола Груевски во последната недела и за Владо Бучковски. Дали тоа е менеджмент на судот во смисла на менаџирање на постапките, на судските постапки, или можеби треба законски да предвидите, да речеме, заради тоа што кај нас знаете како, ако нешто не е напишано децидно во закон, во правилник, во подзаконски акт, како да не постои или се остава простор на слободно толкување? Значи, има пропишано процедури што судиите треба да ги следат, но исто така и председателите на судовите да си ја земат обврската за менаџирање на работењето на судот. Има постапки што застареа, некои вие ги кажувате што лошо одекна во јавноста, но исто така има и постапки кои што застареа на штета на лицата на кои што им застаре таа постапка, заради тоа што има луѓе што сакаат да си ја докажат својата невиност. Ние гледавме долго време дека се влечеше судски процес против новинарот Кежаровски. И сега, кога сакаше да си ја докаже невиноста, нема никаква моќ тоа да го направи, затоа што по службена должност. И сега тоа е реално проблем. Му останува товарот на неправедно или праведно, се не сакам јас да коментирам, извршување на санкција без можност да си ја докаже вината, односно невиноста во судска постапка, и мислам дека тоа е исто така на штета, не е секогаш застарувањето во корист на странките, некогаш и на нивна штета. Апропо ова прашање, пред почетокот на мандатот беше ветувано дека ќе бидат отворени сите, условно речено, политички монтирани случаи кои што беа нотирани во извештај на меѓународни организации. Тоа де факто не се случи, барем за овие 2,5-3 години. Зошто? Значи, отварање на судска постапка значи отварање на можност преку закон за кривична постапка, и тоа со двотретинско мнозинство. Во Министерството за правда се изработи закон за кривична постапка и тој закон го работеше работна група составена од... Говориме за нов закон за кривична постапка, да? Да. И тој е изработен, се прати на разгледување на политичките партии со цел да се добие двотретинско мнозинство. Одредени предлози и коментари што ги добивме од нив укажуваат дека не само што не можеме во моментот да донесеме солиден закон за кривична постапка, туку уште ќе биде полош од постојниот, заради тоа што добиваме коментари дека треба да се дадат определени дополнителни права за одолговлекување на постапката. И тоа, гледате дека тука се крие за тоа барање за избегнување на редовно закажување на рочишта. И сите тие амандмани што ги добивме ни укажаа дека реално не можеме сега да
одиме во постапка на носење на законот, бидејќи двотретинско мнозинство нема, исто како што немаше и за законот за јавно обвинителство. Да. Во овој контекст Уставниот суд почна една иницијатива поднесена лани, актуализираше деновите за преиспитување на членот 353 став 5 за злоупотреба на службената положба и овластување во делот на постапката за јавни набавки, односно за тендери. Бевме на седницата неколкумина новинари, може да се чуат интересни дискусии, меѓутоа какво е вашето видување, дали Уставниот суд треба да се стави во улога на законодавец и да пропишува колку години затвор треба да биде, да речеме, предвидено за едно кривично дело? Значи, мислам дека вашето присуство како новинари на таа седница беше од исклучителна важност за јавноста, заради тоа што алармиравте за нешто сериозно што се случува, а што можеше без вашето присуство да помине и незабележано. Уставниот суд, ако ја анализирате праксата во минатото, ќе видите дека тие самите имаат донесено судски одлуки во кои што велат дека не може да одмеруваат казнена политика, не може да пропишуваат норми или да се мешаат во тој дел, туку единствено ценат уставност. Уставот никаде не кажува дали некој ќе биде казнет 3 години, 5 години, 7 години, таква работа нема. Казнената политика ја остава на законодавецот, на собранието. Така што јасно е дека од тој аспект јас лично не гледам основ за носење за одлучување, за уставност на висина на казна. Значи, тој аспект не би сакала да влијам на судиите и мојата порака за нив би била дека тие не може да се стават во улога на законодавци, ги потсетувам на судски одлуки кои што ги имаат носено, туку може само да оценуваат уставност. Тоа што го има во уставот и тоа што го има во законот, дали се хармонични или усогласени едни со други. Друга надлежност тие немаат. Дури ги прашувале порано да толкуваат, им поднесувале барања за толкување на одредени норми во уставот. Тие велат не сме надлежни да толкуваме, не сме надлежни да крираме. И са како одеднаш ке сменат, мене тоа не ми е јасно. Значи треба кај сите правосудни органи и кај Уставниот суд многу е битно да имате конзистентност. И тоа е тоа што ги иритира граѓаните и тоа што ја покрива недовербата во правосудните и во другите органи. Кога вие не сте конзистентни, не може за еден случај вака, за друг така, за трет поинаку. Не може во овој случај немаме право да одлучуваме, во овој случај имаме. Значи мора да има конзистентност во работењето на судските органи, вклучувајќи го и Уставниот суд како посебен орган. Во делот на извршителите имаше и протест, ми се чини, пред Министерството за правда деновиве. Дали размислувате за ревизија комплетно на тој систем на извршување? Значи јас една од вистинските болки кај што како човек сакам да се реши прашањето на извршителите и на процесот на извршување, ги погледнав представките кои што ги дадоа граѓаните. Најголем дел од тие представки се однесуваат на побарувања кои што се од 2008, 2009, 2011. Значи имаше еден предмет што сега го има доставено човек за побарување за кредит кој што го зел пред 9 години од Македонска банка. Значи таа банка сега не постои, се чувало 9 години предметот во некоја фиока и сега одеднаш му даваат да си плати и му ги бараат каматите и сега долгот станал голем заради тие камати. И мислам дека тука реално треба да се размисли, тоа не е во надлежност на Министерството за правда, заради тоа што тука би можело да се реши со отпис на камати, со отпис на долгови, ама кога отпишувате долг или камата од која што му припаѓа на друго приватно лице, вие мора да најдете средства да го надоместите од државни средства. Значи не може вие да можете државни побарувања да отпишете, ама приватни, тоа правите несигурност, бидејќи на една страна вие правото на доверителот кој што дал кредит, на друга страна вие желбата да го заштитите од тие енормни камати овој кој што е должник. Ние направивме измени минатата година во Законот за извршување и ги намаливме тарифите. Значи дадовме ослободување и од адвокатски трошоци во одредени постапки, од нотарски трошоци, од судски такси во одредени постапки. Значи намалувањето е направено. Она што ни е наследено како проблем, сега го гледам од овие извршни решенија, се постапки кои што се предносење на законот. А овој закон што го донесовме
важише за во иднина. Значи јас не можам Ретроактивно да... ретроактивно, зашто Уставен суд ќе го укине, па нема да им го искористат ни тоа за во иднина. Значи сега веќе се сообразуваат. Ако има нерегуларност, ние праќаме увиди. Значи од Министерството прават увиди во работењето на извршителите, и се прави и за нотарите. Значи разрешивме извршители заради тоа што нелегално работеле. За некои препративме информации до Министерство за внатрешни работи за да се покренат кривични постапки, да се разгледа, да се испита ситуацијата. Но процесот на ослободување од тие енормни камати за тие долгови што ги имаат од минатото, тоа е прашање што не е за жал во надлежност на Министерство за правда, заради тоа што ние немаме надлежност да ослободуваме од побарување. Но би било добро на ниво на влада, јас го алармирав и премиерот, не сум стасала да разговарам со министерката за финансии, да се најде решение тука, заради тоа што ако ослободите приватен долг, треба да го надоместите вие, тој приватен долг. Не може вие, например, ако сте позајмиле пари на некој, па сега се напритариле камати, да ви речеме, а ви го отпишуваме долгот, зашто вие сте приватно лице, ке си ги барате парите назад. Во Србија постои паралелен систем, постоеше во кој што се извршува и преку суд и преку извршител. Дали може би тоа е во некаков деловрук на размислување, да се врати она стара или може би паралелно? Мислам дека нема да одиме во таа насока, заради тоа што процесот на извршување кај извршител е воведен преку консултантска помош со Европска унија и го третираат они како ефикасен систем. Значи, мене тука ми е жал, има извршители што работат неправилно и тие тука гледаме да ги санкционираме. Апсолутно има и таму луѓе кои што заслужуваат да бидат разрешени, гонети и слично. Но граѓаните главниот гнев го насочуваат кон извршителите кои всушност наплатуваат туѓи долгови. И сега тука проблемот не е во тој што го наплатил долгот. Тој е ефикасен и мора да биде ефикасен. Главниот проблем е кај големите камати кои што се плитарат на главниот долг и што тие долгови 9 години стоеле. Сега размислуваме да предложиме измени во собрание во кои што може да се покрене извршување во рок од 2 години од доспеаност на побарувањето. Значи, ако се 2 години, ако не го извршите, тогаш ќе ви застари. Ама 10 години некој да чува, да растат камати, тоа е стварно недозволиво и потоа да ви... Ама тоа е според законот кој што постои. Да. И друг проблем кај извршителите е, за жал, во времето на ВМРО ДПМН се донесе закон со кој што кога се предаваа извршните предмети од судовите кај извршителите, се стави една одредба скандалозна која што вели дека со пренесувањето на предметите од судовите кај извршителите се прекинува застареноста. И сега таа одредба оживеа, дури ја толкуваа така, и судовите ја толкуваа така, ги оживеа мртвите застарените побарувања на граѓаните. Што е проблемот? Тој закон потоа е заменет со нов. Значи сега да го дадете на Уставен суд, нема што да дадете. Уставен суд не решава за стари закони, а тие предмети што биле оживеани во минатото, сега им се наплаќаат на граѓани. На извршување, да. За жал, да. Сосема за крај, на 3 декември почнува судењето за предметот рекет. Кои се вашите очекувања? Дали може би можеле да се надеваме на некаква брза, ефективна завршница, чисто како граѓанин ве прашувам, бидејќи тој предмет, да речеме, на годината, ако не повеќе? Значи, јас очекувам, апелирам до сите судии што водат судски постапки против било кого. Дали се предметите од СЈО, дали е рекет, дали се други предмети да бидат ефикасни, бидејќи задоцнетата правда е исто така неправда. Значи, сите очекувања и од граѓаните, но и од Европската унија се насочени сега кон судовите. Ние, како го видите извештајот на Европска унија, вели, одлично ги сменивте законите, сите ви се добри, усогласени, ги поздравуваме напорите, сега треба да следи имплементација. Таа имплементација е во рацете на судовите. Значи, судиите треба да имплементираат, да видиме дека има ефикасно судство, дека има професионално, независно и очекувам и на овој случај и на другите случаи тоа да го видиме. Овој случај е особено битен заради тоа што и очите на Европска унија се насочени тука. И очите на граѓаните се насочени, исто како што се насочени и кон предметите што порано ги водеше СЈО. Значи, јас апелирам да имаме ефикасна постапка која што нема да има пардон за никој кој што ќе се најдат докази дека има вина и да биде спроведена согласно сите законски прописи. Разочарани сте од Јанева?
Многу. Мислам дека еден од практично главните причини за рушење на довербата на граѓаните во правосудството генерално беше и ова што се случи со неа. Значи, граѓаните ја носеа на маички незиниот лик. Сега одеднаш жената во која што се гледаше синонимот на правдата, веднаш да падне на толку ниско ниво, да ги разочара сите граѓани и сите очекувања, мислам дека е нешто што силно го здрма правосудството генерално, вклучувајќи особено јавното обвинителство. Мицкоска, ви благодарам за интервјуто за Макмарс. Благодарам за поканата.